почитувани заменици министри во владата на Република Македонија, Ваше екселенции амбасадори, почитуван директор Ѓоко Танасковски, почитувани представници на судската власт, почитувани царински работници, почитувани представници на медиумите, драги гости. Април е месецот на јавните финансии во Република Македонија. Пред 26 години, во април 1992 година, е донесен првиот буџет на Република Македонија, земјава се стекна со монетарно осамостојување, а исто така е основана една од најважните институции во системот на јавните финансии, а тоа е Царинската управа. Освен одбележувањето на историскиот контекст, овие датуми имаат и друга намена. Денот на Царинската управа, исто така како и деновите на другите институции, треба да се посветени пред се на вработените во институциите. Трудот и залагањето на вработените треба да биде вреднуван секако секој ден од годината, но празникот служи символично да се заблагодариме и да им дадеме почит. Јас за тоа би сакал да искористам оваа прилика и да им се заблагодарам на сите царински работници и на оние кои денес работат во неа и на оние кои во текот на овие 26 години дале свој придонес во градењето на оваа институција. Царинската управа е чувар на финансиските интереси на државата. Управата се грижи за реализација на економските политики на владата на Република Македонија, преку одржување и унапредување на конкурентен економски амбиент и предлагање и спроведување на мерки за олеснување на трговијата и транспортот. А секако дека царината е важна и во борбата против организираниот и прекуграничниот криминал, преку спречување на трговијата со фалсификати, недозволени субстанции и субстанции штетни за животната средина, како и недозволеното изнесување на готовина. Царинската управа на Република Македонија, како дел од подготовките за влез во Европската Унија, во моментот е насочена кон имплементација на новиот систем за обработка на декларации и акцизни документи. Целта е поедноставување и рационализирање на сите царински процеси и постапки преку имплементирање на електронска и безхартиена околина во Царинската управа и интегрирање со системите на Европската Унија. Царинската управа успешно ги користи ИПА фондовите. Преку европските фондови се финансираше надградбата на објектите за царирање на граничниот премин Табановце, односно се прошири и пренамени постојниот царински терминал и се изградија 2 коловозни ленти. Реализацијата на овој проект ќе придонесе за зголемување на пропусната моќ на терминалот и забрзнување и олеснување на стоковата размена и транспортот долж коридорот 10. Модернизираниот граничен премин Табановце се очекува да се пушти во употреба во наредните неколку месеци. Кон крајот на 2018 година се очекува да заврши проектот реконструкција на објектите за царинење и инспекција на граничниот премин Ќафасан, исто така финансирано од ИПА фондовите. Со реконструкција на преминот долж коридорот 8 се создаваат услови за натамошно забрзување на прекуграничниот промет. Освен модернизација на премините, во унапредување на трговската размена од големо значење ќе бидат и активностите кои се преземаат за спојување на граничните премини со дел од соседните земји. Концептот со едно застанување на еден граничен премин да се поминат граничните контроли на 2 држави, значително ќе ја забрза и олесни стоковата размена. Идејата за единствен граничен премин ќе допринесе за унапредување на регионалната соработка, ќе го направи регионот поконкурентно место за стопанисување и ќе влијае на трговскиот раст. Со цел олеснување на условите на бизнис заедницата и во интерес на македонските граѓани, а во согласност со програмата и приоритетите на владата на Република Македонија, подготвени се и законски измени за релаксирање на казнената политика. Во координација со Царинската управа се изврши сеопфатна анализа на казнената политика и се изготвија предлози за намалување на глобите, односно за нивно изрекување соодветно на тежината на сторениот прекршок. Секако дека и многу работи и подобрување на царината треба да се направат и во иднина. Реформите во царината имаат и значајно место во програмата за реформа на јавните финансии 2018-2021 година. Во неа се предвидува и подобрување на постапките и услугите на царината, како и борба против царинските измами. А ќе се преземаат чекори кон
уште поголемо забрзнување и олеснување на трговската размена преку воведување на концептот овластен економски оператор. Преку овој концепт ќе се обезбеди непречен проток на стоките и услугите во регионот за имателите на лиценци за овластен економски оператор. Почитувани, царината е како лична карта на државата. Таа е првата институција со која што некој што доаѓа однадвор стапува во контакт со земјата. Затоа е таа исклучително важна во градењето на имидж за Македонија на европска и современа држава. Ќе бидеме посветени на спроведување на реформите во секторот царина, како и во вложување и стручна подршка за царинските работници и самата царина. Само така ќе одговориме на новите предизвици кои доаѓаат од брзата глобализација на трговијата и финансиските системи кои наметнуваат нови очекувања во борбата против нелегалните финансиски текови, организираниот криминал и даночната евазија. На крајот, јас би сакал уште еднаш да го честитам празникот на сите царински работници, со порака дека само со посветеност и ентузијазам во работата ќе бидеме партнери на деловната заедница, сервис на граѓаните и спроведувачи на реформите кои ќе придонесат за олеснување на трговијата и транспортот и подобрување на имиджот на Република Македонија. Ви благодарам.